На 14 декември се спрема голема акција за чистење заедно со Не биди ѓубре. Иницијативата дошла од Министерството за информатичко општество и јавна администрација, ќе чистат преку 40.000 луѓе, што е една огромна акција за чистење низ Македонија. Во кои се градови ќе се чисти и да спомните неколку од локациите кои ги имате во план сега за сега? Добро, оваа акција ја предложивме на иницијативата Не биди ѓубре. Ние сме навистина среќни што согласија да заедно ја организираме, затоа што навистина прават една општествено одговорна работа и сакавме и ние како вработени во јавен сектор и онака треба да се одработи 2 јануари од 2019 што не се работеше на некаков начин да придонесеме. Во сите градови е целта да имаме, меѓутоа фокусот на акцијата нормално ќе биде во Скопје, затоа што тука е бројот на вработени, најголем бројот на вработени во јавниот сектор. Инаку во зависност од бројноста на луѓето ќе има и во другите градови. Задолжени за организација во другите градови ќе бидат градоначалниците на овие општини. И некаде ќе имаме помасовни акции, некаде помали. Во руралните општини имаме само по неколку мина вработени воопшто во јавниот сектор, така да таму нема да може во целост да се спроведе акцијата, тие луѓе ќе чистат околу своите институции. Меѓутоа фокусот ќе биде во Скопје. Ќе сме на околу 20 на локации. Во моментов постојано заседава работна група, оперативна група која што ги подготвува овие акции, го подготвува и оперативниот план за самите локации. Можеме да наведеме неколку, ќе биде езерцето Треска, на кеот на Вардар, Кали околината, под новата железничка станица и автобуска, на 20 на локации во низ градот, каде што ќе се погрижиме да максимално што можеме и со поддршка на скопските јавни претпријатија и други државни институции со дел на користење на нивната механизација да исчистиме што е можно повеќе. Механизација ќе се користи само на локации каде што навистина има потреба за тоа. Фокусот е на луѓето, тие да исчистат она што е највидливо и најлесно достапно за со рака да се земе. Сепак морам да се заблагодарам во оваа прилика на сите оние кои што ни обезбедуваат и поддршка, особено во делот на опремата. Пред се зборувам за ракавици и кеси. Тоа е делегацијата на Европската унија. Тука се и представници на други странски амбасади, но навистина веќе имаме одзив доста позитивен и од неколку социјално одговорни компании кои што ќе донираат одредени количини на ракавици и кеси за ѓубре и самите еве еден повик на сите заинтересирани, исто така други компании, институции, меѓународни организации кои што може да ни помогнат. Само зборуваме со ракавици и кеси за ѓубре. Добре дојдени се, затоа што навистина постои голем интерес. Веќе од иницијативата Не биди ѓубре ни кажаа дека имаат и голем број на повици од граѓани кои што сакаат да се приклучат и навистина било добро да можеме на сите на некаков начин да им обезбедиме минимум услови за да може да се приклучат на акцијата. Ние имаме задолжени институции за секоја локација. Ке си има задолжени стручни лица од соодветните институции на секоја локација кои што ќе бидат задолжени и за безбедноста, кои што ќе бидат задолжени и за спроведување на оперативниот план на секое место, но подоцна и за собирање на ѓубрето што ќе се собира од некоја локација. Вклучени се, како што веќе кажав, градот Скопје и неговите јавни претпријатија, вклучени се сите институции кои што се надлежни во оваа област. Навистина водиме сметка во делот на безбедноста и токму затоа ни е потребна и онаа дополнителна механизација, затоа што навистина луѓето нема ги праќаме едноставно било каде да собираат. Каде што минимум има шанса за ризик некој да се повреди, таму ќе се прати механизација и дополнително на секој од овие локации ќе имаме од службите на, на градот Скопје, каде што ќе се бидат присутни стручни лица и доколку се работи за некаков поспецифичен отпад, тие ќе се тие кои што тука ќе интервенираат. Пораката е дека прво сите треба да сме свесни за животна средина во која што живееме и сите треба и да нешто конкретно направиме. Значи едно е да се пишува на социјални мрежи и да се зборува, но сите треба нешто конкретно да направиме. И ако не почнеме сите да правиме, ако не се смениме сите 2 милиона луѓе во државата на начинот на кој што функционираме, нема ништо да се смени. И главната порака е администрацијата се ќе исчисти. Иницијативата Не биди ѓубре ќе исчисти. Ако следниот ден повторно е исто, ако повторно таму фрламе, ако повторно самите си ја загадуваме нашата средина, тогаш не сме направиле ништо. Главната порака е откако ќе се исчисти да не фрламе повторно.